Владата со 50 милиони евра го помага раздолжувањето на општините во државата и ќе овозможи нивно порелаксирано функционирање, а во иднина трошењето на општинските пари ќе го контролира со закон, изјави денес премиерот Зоран Заев во Штип. Досега, поедини градоначалници бескомутни, а некои вистински расипници со парите на граѓаните на што владата одлучи да стави крај. Првата алатка е дека буџетот на секоја општина не може да биде поголем од 10% од просекот од претходните 3 години од основните приходи, и тоа значи дека они не може да димензионираат во иднина какви сакат буџети и преку тоа да се зголемуваат долговите на општините. Тоа е сериозна алатка за стабилизирање на самите општини и јакнење на нивниот капацитет. И втората важна алатка е во Законот за финансирање на единиците на локална самоуправа, каде што е додадено дека предимство за исплата на овие обврски имаат сите оние кои што ќе ги избришат каматите и ќе дадат 15% попуст од основниот долг према општините. Во однос на ведувањето на вице-премиерот Кочо Ангјушев дека владата има намера за одреден период да го замразне плаќањето на придонесите на текстилните и кожарските фирми за финансиски да се консолидираат, Заев објасни дека предлогот е во фаза дебатата помеѓу владата, синдикатот и Стопанската комора. Од тука Заев оцени дека процесот ќе биде временски подолг, односно потребни се 7 до 8 месеци. Дебатата е во тек, значи немаме конечни одлуки донесени на тоа, но веројатно ќе заврши самата дебата која ќе видиме првите 6 месеци од реформата во пензискиот систем и ја стабилизираме дупката во пензискиот фонд. Заради тоа што мора да имаме стабилизиран пензиски фонд за конечните одлуки да се донесат. Така тоа е еден посреднорочен процес кој што ќе трае најмалку уште 7-8 месеци во Република Македонија. Потребата од замразнувањето, исплата на придонесите се наметнува од фактот што се поголем број фирми од овие дејности не се во можност навреме да ги исплатат обврските кон државата, што пак во прашање доведува исплатата на личните доходи.